Добре, драги гледачи, како викаат, Македонија се сака и се љуби кога победува, но и кога губи. Вчера нашите коментари го одигра последниот надпревар во Европското првенство, за жал изгубија, но ви не очекуваме подобри резултати. А сега ние на нашето се враќаме, Тина. Да, нашето е предизвик за сите вас, тема која што ја тресе светската јавност, а всушност зборуваме за случувањата со Новак Џоковиќ и се разбира случувањата од Австралија Open. Па темата е што мислите на тема Австралија наспроти Новак, дали е повеќе политичка работата или станува збор за заштита на јавното здравје? Токму така и сега да не забораваме на топ тема. Нормално, јас сум сега тука, моето милион нешта го прочитам. Новите премиери со нов пристав со бугарско-македонски спор. Дали историјата оди во втор план? Зошто прашањето за малцинствата ги подигна тензиите? Како ќе се гради довербата под вето? Во топ тема анализираат поранешниот вице-премиер Никола Димитров и поранешниот пратеник Митре Велјановски и интервју со вице-премиерот за европски прашања Бојан Маркик. Гледате топ тема во 19:15 часот со Сања Васик. Интересно дека објавивме и на нашата Инстаграм стори приказна за тоа дали станува збор за политика како анкета или пак интерес на јавното здравје со случувањата околу Австралија Open и екстрадицијата, ќе речеме, на Новак Џоковиќ. Ќе одиме со прилогот на нашиот колега Мартин да се потсетиме што последно и како заврши оваа тениска сага за тенискиот ас. Новак Ѓоковиќ е на пат за Белград откако го загуби последниот судски обид да остане во земјата. Судиите го утврлија неговото оспорување на одлуката на владата да ја укине визата на невакцинираниот играч. Надежите на светскиот рекет број 1 да ја одбрани титулата на Австралија Open и да го освои рекордниот 21 Гранд Слем во Мелбурн завршија. Ѓоковиќ рече дека е екстремно разочаран, но ја прифатил пресудата. Одлуката за одземање на визата на Ѓоковиќ ги разочара неговите фанови кои од почетокот на судењето чекаа пред судот во Мелбурн. It's disgraceful. It's disgraceful. How is his first visa being? How did the first court ruling rule in his favour, but now it ruled against him? Why? Because it's all politics. Ever since politics got into the sport, everything went downwards. Everything has gone downwards. Very sad. Novak not deserve this, like what I said. Novak coming here to play tennis. I can't understand what kind of threat Novak to this country, to me, to you, to all of us. What kind? What is going to infect 25 million people? И додека австралискиот министер за имиграција Алекс Хоук ја пофали одлуката на Австралискиот федерален суд, председателот на Србија Александар Вучич ваквата одлука ја нарече политичка. Ѓоковиќ веќе се качи во авионот кој летал од Мелбурн за Дубај, а од таму ќе пристигне на аеродромот Никола Тесла во Белград. По депортацијата на Ѓоковиќ од Австралија му се заканува и забрана за влез во период од 3 години, а исто така ќе мора да ги плати судските трошоци. Ете, тоа ни е темата Австралија наспроти Новак. Дали сметате дека станува збор за повеќе политика или помалку спорт, или пак всушност е агенда и став на австралиската влада за заштита на јавното здравје. Очекуваме на 02-307-6677. Токму така исто имаме под тема, дали вие сметате дека имаат ист однос кон сите тени серии како со Новак или со некој друг? Очекуваме да звоните и ни кажете. А направивме и црвена линија, една Инстаграм анкета која што беше воедно објавена и на Фейсбук, па и како се движеше вашето гласање. Да, ова да напоменам само на почетокот беше вака. 5 гласови за политика, а 10 за јавно здравје, но малце подоцна ќе откриеме како заврши на крај сето тоа гласање. А сега ќе откриеме дека веќе го имаме првиот гледач во ова денешно издание на Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Дали го имаме гледачот, чувствуваме некаква фонија, тоа значи дека има присуство на гледач, намалете го тонот на ТВ приемникот. И трета среќа, повелете. Добро вечер. Здраво, здраво. Да се слушаме. Ве слушаме. Добро вечер. Ја ве слушам, ама не знам вие да ве слушате. Еве сега ве слушаме. Еве сега конечно ве слушаме. Во врска со Новаковиќ, тенисерот, тој сам е виновен за таа работа, не е државата нивна крива во Австралија.
Добро. Он знае дека треба да ги применува одредбите од таа држава, да се вакцинира и да си патува тамо, да си оди нормално како што сите тенисери одат. Не можеш ти, например, во друга интерконтинентална земја да воведат закон. Ја не примам вакцина, па ако не примиш, оди дома. Да си е закон, да си имаат право државата, што нема врска политички, тоа ништо, он да имаше вакцина, он ќе настапуваш. Мислам, тоа чисто логички е, која драматизира, сега било политички. Зашто порано не му сметал никој политички, не му нормално и во Америка, и во Австралија, и сите турнири што ги одржава. Тоа сега одише на своја глава, дека ете, јас сум тој што не примам вакцина и ќе одам. Не можеш против некоја друга земја да воведеш закон. Толку само пријатно, мислам, не е тоа политички, тоа е негова вина, лично од Ѓоковиќ. Благодарам за вашето вклучување и учество во Црвена линија. А Црвена линија овој пат ќе оствари и конекција директно со Мелбурн, бидејќи ќе имаме гостин токму од таму, вклучување на Zoom. Станува збор за господинот Мелентија Пандиловски, кој што воедно е директор на Експеримента Медиа Артс од Мелбурн. Па, ние ќе се речеме од Црвена линија од Скопје. Добро вечер. Кој е времето таму во Мелбурн? Колку е часот? Добро вечер, овде е 2:25. Австралија е во центарот на вниманието со случувањата врзани околу Новак и Австралија Open. Австралија е земјата која што имаше и најригорозни карантини. Па еве, какво е расположението околу целата оваа приказна? Кој е ставот на австралијанците околу случувањата со Новак? Да, па сега ставот на австралијанците. Преку случајот Ѓоковиќ видовме изразување на незадоволство кај народот и перцепција дека елитите добиваат посебен третман, односно незаслужена предност. Тоа е сега, значи, овде како се гледаат работите. На Балканот Новак се гледа како жртва, меѓутоа овде, бидејќи австралијанците себе се гледаат како егалитарно општество, кој дава фер третман на сите, овде има перцепција на социјален третман за Новак Ѓоковиќ, кога доби тој испит, дека не мора да биде вакциниран. Меѓутоа, имаше силна јавна реакција после тоа и тоа ја исклучи федералната и викторијанската влада, па тие ги променија своите позиции и не му дозволија влез во Австралија. Така, и сега веќе кога сме кај Новак, секако со него се работи за мерките. Сега кога сме кај мерките, пред да ве прашам, намалете го звучникот, се јава фонија за убаво јасно ве слушнеме, само ве напоменам. Да. Ја овој Zoom го користам веќе 2-3 години, фонија никогаш немало, еве сега да видим. Да, Матио, ние секогаш техничка поддршка, така да несомнено ќе биде успешно. Дали е сега подобро? Одлично сега, за разлика од претходно. Сега се навратам на моето прашање. Не знам, треба ли да повторам, ме слушнавте или? Убаво се слушаше, да, ама сега пубаво, екстра. Да се надоврзам. Какви мерки има моментално во Австралија и како реагираат австралијанците на мерките? Ние имавме драконски мерки, посебно овде во Мелбурн, кој што фактички 2 години беше во локдаун. Да. Значи не можеше да се патува надвор од државата. Јас бев во Македонија и во Белград дури, во кон крајот на ноември и декември. Меѓутоа тоа после 2 години ние не смеевме не само да излеземе од државата, не смеевме да идеме ни во други држави. И самиот Мелбурн беше блокиран, имаше забрана за движење понекогаш на 5 километри, на 10 или на 15 километри, така да беше одсечен од останатиот дел на Викторија. И сега во една таква атмосфера, сега е малце полабаво, меѓутоа после 2 години на таква атмосфера, мисля дека фактички ова иземање на Ѓоковиќ од визниот од барањето за две вакцини нива е апсолутна навреда за секое вакцинирано лице во Австралија. Јасно.
Да, и после таков притисок на Добро, јавноста, во моментот само еве тоа да ни откриете како изгледаат мерките. Што ви е дозволено, што не, накус. па добро сега мислам во моментов реков дека е Полесно е. олабавено. Можеме да идеме помеѓу различните држави, значи можеме да идеме до Сиднеј, до Аделаид, така, освен во Западна Австралија, во Перт, која што има се уште ги има старите мерки и не дозволува нели така лесно да се поминува таа граница нивна. Еве сега вака релаксирани, полурелаксирани од најдолгиот локдаун, еве дали австралијанците го следат Австралија Open, дали вие лично сте фан на тенисот и дали ви е драг воопшто овој турнир? Ако не, јас сум огромен фан на Новак Џоковиќ и на Australian Open. Ама, да, и сега ја, веројатно, самиот, нели, бев многу незадоволен од тоа што нема да го гледам, но да, тоа е тоа. И он и, нели, самиот знаеше и не веруваше дека ќе може да влезе. Седурне го доби тоа издемање, сега како неспретно се одви целата една ситуација кај што е една, нели, федералната и викторијанската влада меѓу себе нека тоа како вруќ костен го префрлаа, да на крајот дојде до сето ова и Џоковиќ мора да ја напушти Австралија, но ете тоа е сега. Да, и сега Се надеваме дека ќе може да игра на следните турнири. Да, и сега на кратко ме интересира дека ваш фаворит рековте ви е Новак, но за жал нема да настапува и нема да се направи. Имате ли друг фаворит? Па Не. знае, или Медведев ќе биде, или Зверев ќе биде. Еден од тие двајца ќе победи. Мислам дека Надал нема шанси на ваков терен. Толку му е, доста му е него. Па не е дека му е доста. Нели, на француското првенство секако дека има шанси кои го има освоено колку 12-13 пати. Земјени терени поќе му одговараат. Да. На овој терен па последните 20 години или Федерер го освоил или Џоковиќ. Так. Благодарам многу што одвоивте време дури од Мелбурн да се вклучите па и да ни пренесете од целата моментална атмосфера. Во градот ви посакуваме пријатен остаток од денот и секако во никоја наредна прилика да зборуваме за поубави работи. Благодарам уште еднаш, а ние во продолжение ви се обраќаме вам и очекуваме еве да ни откриете кој е вашиот став околу случувањата со Австралија Open, дали е повеќе политика или заштита, односно на јавното здравје. Интересно е дека објавивме и анкета на Црвена линија на Инстаграм, па резултатот е моментален колку? Да, крајниот резултат гласи 73% кон политика, а 27% кон јавно здравје. Тоа беа вашите гласови. Ете, 73% од луѓето на Инстаграм сметаа дека е политика. Да видиме што смета нашиот следен гледач во Црвена линија. Добро вечер. Добро, ако немаме вклучување, секако имаме уште еден интересен гостин во Црвена линија. Кој не е гостинот? А тој е поранешен репрезентативец на Девис Куп и секако македонец тенисер кој што освоил најмногу бодови како македонец на АТП листата во 2008 година. Го имаме Предраг Русевски телефонски. Здраво. Здраво, здраво. Здраво. Како сме бидејќи патувате од земување кон нашата земја? Да, супер сум, сум моментално во Скопје, така да се вратив пред малку ви ке се вративте? Да продолжам со моите работни обврски. Така, еве, не случајно ве вклучуваме, бидејќи вие директно можете како тенисер да ни откриете кој е вашиот личен став, еве, токму од спортски аспект, околу целата ситуација што се случуваше во Австралија Open и Новак Џоковиќ. Па да, многу прашина, многу се крена во овој период, во овие 10 дена, за жал не на убав начин, така да секој спортист, вклучувајќи ми мене, не го посакува ова. И самиот Џоковиќ сигурно не сака неговото внимание да биде надвор од тенискиот терен, бидејќи тој е спортист, здрав човек и секако сака за него да се збори се во позитивна смисла во однос на спортот, така да ова све што се случуваше
прерасна во една негативна страна на него, дали политичка, дали здравствена, тоа не можам да го коментирам, бидејќи од спортска страна не е убаво за самиот турнир, за самиот тенис, бидејќи мислам дека ова досега во историјата се нема случај. Така, и сега, јас открив, сте ги запознале и Новак, и Надал, па дури имате фотографија со Горан Иванишевиќ. Дали сметате дека во моментот на тенисерите кои настапуваат на Australian Open, ќе им недостига надпреварањето со Новак? Како се извинувам, не ве слушнав уште еднаш? Дали на останатите тенисери, сега според вашето искуство секако што сте се напреварувале, мислите дека ќе им недостасува надпреварањето со нели против Новак на овој турнир? Секако за еден таков шампион, за еден од најдобрите играчи на сите времиња, недостасува, но ова е шанса за другите тенисери, бидејќи тука може некој друг тенисер да напише историја, исто така може и некој друг тенисер да дојде прв на пелисата, вклучувајќи ги Медведев и Зверев дека го освои турнирот. Секако Надал кој исто така има шанси да освои Гранд Слем, да биде прв на таа листа, но секако кога еден од тројцата најдобри тенисери не настапува и мислам дека и овој не знам колку години наназад, дали преку 10 години да еден од двајцата на најголеми великани на тенисот не настапува, односно Федерер и Џоковиќ. Мислам дека во последните 50 на Гранд Слема дека двајца од нив настапувале. И секако ова е голем минус за Австралија Опен за се, но тоа е тоа, не може да се промени. Еве се најавува дека и Франција Ролан Гарос ќе воведат нели правило само вакцинирани тенисери да учествуваат на турнирот, но вие имате искуство и преку учество на многу турнири, па според вас за да се завземе учество всушност покрај поени и бодови, дали се запазуваат исклучително ригорозни правила и вон пандемијата, еве и кога немаше корона? Па сега во овој период, во овие 2 години, многу е тешко да се организира, да се менаџира патување, да се направи еден распоред, бидејќи не можете од денес за утре да патувате. Односно, играчите имаат свој ранг, знаат прилика на кои турнири би настапувале, во кои земји, и многу е полесно порано да се правеше распоред, да се патува без ограничување, без ништо, бидејќи во ово денешно време, сега, во оваа пандемија, едноставно ние како тренери и со самите играчи не можеме да направиме некој подолгорочен план, бидејќи од ден на ден се менуваат работите, вклучувајќи на едно највисоко ниво на АТП. Денеска може да се игра вакциниран, Ролан Гарос забранува невакцинирани играчи, така да од ден на ден се менуваат работите, ништо не е сигурно. За тие играчи што имаат поголем буџет е полесно да се патува, бидејќи можат полесно да го менаџираат нивниот буџет, но реално за наши услови, за јуниори, па и за некои тенисери што настапуваат на послаби турнири, ова пандемија стварно е на спортски план многу негативно влие, бидејќи сме ограничени, специјално ние како Македонија, со патување во многу земји. Така, и сега моје прашање е слично ко на мојата колешка Тина. Кои се вашите прогнози за се она наредно што ќе се случува во однос на правилата за учество за војнина во одредени поголеми турнири? Па тоа го оставам на организаторите. Секако се надевам дека ова пандемија што се соочуваме пред се здравствено, дека ќе привршува, односно доаѓа еден летен период каде што гледаме дека и повторно сега има некои нови вируси, нови карантини воветуваат многу земји, но се надевам дека како што и прогнозираат светските власти, ја не сум некој доктор или не се разборам, но се надевам дека се ќе се отвори, дека спортот ќе доживее повторно ќе биде на прво место, дека публиката ќе се врати на трибините, дека ќе има одлична атмосфера и дека тенисерите без некои спортски неури, едноставно ние така наречени без ограничување, дека слободно ќе можат да се движат, да се надпреваруваат и да го покажуваат тоа најдобро што го знаат на тенискиот терен. Придраг, благодарам што одвоивте време, иако се враќавте од вашиот одмор и земување во Скопје. Стасовте, постанете до крајот на ово издание на Црвена линија и се разбира со Телма телевизија. Фала многу на јавувањето и се најдобро. Се најдобро.
А ние секако сега времето го посветуваме на вас, драги мои. Очекуваме да ве има и на социјалните мрежи. Еве Тео ќе прецизира и подсети како тоа да го направите. Нормално си знаете, јас сум тука да подсетам, но пред да ја подсетам, имаме гледач на линија, слушнеме негово размислување. Добро вечер. Добро вечер. Дали имаме успешна конекција? Добро вечер со следниот гледач. Добро вечер, не знам дали мојот глас ке допре до вас. Да, се Вие сте, слушаме. да, Да, во програма сте, Добро повелете. вечер, се слушаме, предпоставам. Вие Да, сте, да, да. повелете. Да слушаме. Вака, баш ми е драго еден спортист да зборува за спортист. Значи, Џоковиќ тоа што го направи, им покажа на целиот свет колко е вредноста. Да? Дали Вредноста на Џоковиќ не е само како човек, како спортист. Тој е личност кој што во Австралија точно го покажа тоа што како личност се крена над Алберт Ајнштајн, над Никола Тесла, дури се изравни со сите ни заедно. Тој човек е човекот кој што на Австралија им донираше пари лично од својот буџет, од своите награди, тој што ги освојуваше, им донира кога имаше пожари таму. Многу брзо заборавија. Таму владее мафијата, ако не би било јасно до сега. Таа мафија на некој начин го осуди. Прво го повика да дојде Џоковиќ таму, дојде човекот, значи ако веќе некој му кажал дека е здрав, дека нема зошто да се вакцинира, тогаш зошто да се вакцинира. И воопшто зошто зборуваме за нешто што веќе никогаш нити е докажано, нити на мој начин. Еве да кажам дека лично јас воопшто не верувам, јас не сум по вакцините, нема да се вакцинирам. Времето истече, за жал. времето истече, внимавајте секогаш на тајмерот. Во очекување сме на следен гледач, колку што знам те од режија ни јавуваат дека имаме. Добро Така е. вечер. Добро вечер. Добро вечер. Трета среќа. Здраво, здраво. И добро вечер. Ништо, да не велиме напразно, се чувствува фунија, еве, уште еднаш нагласуваме како и секогаш да се намали тонот на ТВ приемникот, да не се создава фунија и секако подобро да се слушнеме. Активни се и сите линии, така да кога ќе зборува еден гледач, слободно вртете, другите линии се отворени. Ајде пак, добро вечер. А се слушам на линија? Да, ништо слабо е конекцијата, најверојатно ќе се обидеме да причекаме да имаме друг гледач, се надевам со повеќе успех технички. Еве дали може би имаме и коментар на Facebook, Тео? Да, ама пред тоа подсетам за како вие може да ни се приклучите во денешната емисија преку нашите социјални мрежи на црвена линија на Facebook, во меседж, односно порака во тема на денот, може да ни пратите да ни напишете ваше размислување околу главната тема денешна. Исто така може на нашите други социјални мрежи на црвена линија на Instagram и на Twitter да ни запишете во меседж, односно порака, ваше размислување околу темата. А ние заедно, додека трае емисијата, ќе прочитаме. Не мора да чекате да заврши емисијата па да напишете. Нормално може да ни пратите и ваш никнейм, дали преку Zoom или Skype, да ја приклучиме преку видеоповик. Нормално, како и мојата колешка Тине што кажува, може да звоните, а и очекуваме, на традиционален начин, на телефонски број 02 307 6677. Да звонете, не се срамете, тука сме ние. Никој не е засрамен, веќе ги имаме на линија. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, ако се слушаме. Вие сте, да. Одлично, повелете. Благодарам. Па вака, ја прво ќе кажам дека овде има и политика и борба за здравје. За мене господинот Ноле ми се чини дека прво лично он погреши што на време не се вакцинира и сепак треба да сите сватиме дека значи во овој период кога се бориме со една пандемија од светски ранг, значи сакаме или неќеле, ако сакаме да видиме во такво друштво каде што има спортисти со врвен квалитет, каде што постои можност да бидат не само врвните спортисти и останатите граѓани кои ќе бидат тамо, за да бидат заразени, значи сепак треба да бидеме вакцинирани, треба да се почитува тоа. Но не значи дека ако некој е вакциниран и дека учествува на тој надпревар, дека не може да биде заразен во меѓувреме и човекот значи се мача, тренира, праве и на крај да биде отстранет, што се вика од
од напреварувањето. Овдека се работи, значи, за здравје, се работи за, што се вика, за успех на еден врвен. Меѓутоа, штета е што Новак Ѓоковиќ, значи, не учествува едно врвно лице, значи, со тоа и фактички му се загрозува неговиот примат да биде, значи, да неговиот конкуренти да го достигнат и да го поминат со, да речеме, поени да бидат пред него. И тука, значи, мислеше и дека не е во ред, што тој не учествуваше, али крив и Новак што не беше вакциниран. Благодарам за вашето јавување во црвена линија. Ке се обидеме веднаш со тео да речем уште едно добро вечер, доколку имаме следен гледач, вие сте во предност. Ало, добро вечер. Добро вечер, одлично ве слушаме. Повелете. Благодарам. Поздрав до вашата емисија, поздрав до вас како водители. Благодарам. И да кажеме нешто за темата. Ајде. Па предходниот нешто кажа, да не се повторувам само накратко. Австралија, нова политика или заштита на јавното здравје. Да. Па повеќе политика затоа што иако имаше изземање, не требаше они да го пуштат да дојде во Австралија. Зашто сепак Новак Ѓоковиќ е некако тенисер најдобар на сите времиња, него и како човек донатор, а и тука требаше да реагира и Светската тениска асоциација, зашто ова е понижување на еден човек, а тоа се должи на таа политика кој ја форсираат англосаксонците. Тие не сакаат од нашиот Балкан да има таков човек. А едно и второ, тоа беше некои политички игри за некои политички поени, бидејќи таму има некој гласање ќе има за неколку месеци и тоа беа ситни партиски поени сака да добијат. Било како било, сепак Новак беше и голем донатор на многу имаше многу донации. Времето истече, а така познато е дека Ѓоковиќ имаше и своја фондација и во почетоците на ковид пандемијата беше вклучена во набавка на респиратори. Тоа е една од донациите, барем кога станува збор за пандемијата. Одиме со следен гледач. Добро вечер. Ало. Да, како сте? Ало, ве поздравувам многу. Благодарам. Голем поздрав до вас, повелете. И ова со нова е нешто не можам да го искажам. Бидејќи филмови гледаме ка римјаните, мора да има некој закон. Зошто не влези со сите овци и Новак? Ако сите една овца влезе, треба сите да влезат. Тоа е Новак, тука му покажа се најдобро. Дека не мора секој да биде истиот. И за римското, секој човек, ако не оде по римскиот цар, мора да биде бесен или било нешто. Се Новак му кажа дека секој не може да прима таа вакцина или било што да е. Да. Али сега нашиот народ е таков, сакаме да биме искрени со сето ова, дека еве мојот дедо има 3 вакцини, ево го пак е корона. Ајде сега докажете ми ви мене како јас да му помогнам на дедото. И не знам. Корона не е ништо, апсолутно не е и апсолутно нема проблем. Ча приме вакцината, ама да ни гарантира некој. А нема никој да гарантира. Гледачот истече и времето и со конекцијата. Како да имаме и коментар, Тео, дали може на брзина, сепак и оние кои што ни пишуваат на Фейсбук имаат предност. Да. Првиот коментар ни од Игор Јанковски. Здраво, поздрав до емисијата. За темата за Новак да кажам дека политиката за жал е присутна и во спортот. И сепак мислам дека не може еден човек да биде закана за јавното здравје. За навистина, ама мислам според моје мислење, сепак стана збор за политика. Тоа е моје мислење. Имајте убава вечер. Благодарам, Игор, ќе имаме убава вечер, исто и ти.
А ово издание на Црвена линија ќе го збогатиме со уште едно јавување. Добро вечер. Добро вечер. Ајде од мене. Добро вечер. Дали се слушаме? И дали имаме успешна конекција со гледачот? Те ојде згрми со твојот глас. Добро вечер. Дали се слушаме? Нема ништо од другата страна. Што ме така, тогаш е време да земеме малку здив, да одмориме и одиме со реклами. Второ полувреме на Црвена линија. После малку одморени. И веднаш со гледач. Добро вечер. Добро вечер. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Одлично. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Вака, сакав нешто во врска со Новак. Ајде. Ја го поддржувам чисто него поради што еве со ова пандемијава со вакциниве, ја лично сум вакциниран, трета доза имам. И сега лично ќе кажам за себе, например, јас се штитам себе си, а не дека ги штитам другите. Меѓутоа, Новак, да кажем, би можел да биде преносител на коронава, иако би бил вакциниран. Ја сепак ќе го поддржам, пошто он би можел да кажем со ПЦР тест да учествува во напревар, ако сум веќе во право. Моје мислење дека тука е некако повеќе нека политика, него нешто така да... Така, продолжете, имате уште 30 на секунди. Така, значи го поддржувам човекот. Ова е нека политика, пошто човекот е од Југославија, така да секогаш Балканот некако на некој начин го газеле. Да, човекот е првак, меѓутоа тоа е тоа. Значи, кај што има сила, Бога не моли. Тоа е. Тоа би било... Човекот е првак и нема тука збор. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Нема да прескокнеме никако ниту коментари кои што се нови на Facebook. Новиот коментар во Facebook, што очекуваме и нови да има и следни, е од Зорица Франчич Јанковска. Здраво, моје лично мислење дека станува збор за политика. Воопшто немаше да биде исто да беше Мареј, на пример, во прашање. Знаеме и од порано дека постојат двојни арсини кога е Новак во прашање. Сепак ние си го сакаме Новак, тој е број 1. Поздрав. А велиме голем поздрав за следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер и за вас голем поздрав. Повелете. Добро вечер. Благодарам за тие сапунски што викаат емисии што се на другите телевизии понапред беа венецуелски, мексикански, сега пак турски, барем вие не замарате со тие. Мислам и то ништо корисно, на време имаше турски филма, беа квалитетни, морални, а не, кај вас ги нема. Од друга страна, значи и тоа е добро. Новак Џоковиќ, најјак човек на сите времена спортист, ајде молим те, ќе ги заразел другите. Оти не бил вакциниран, па други што се вакцинирани, ти вајда се здрави. Мислам, тоа е двоje морал, очигледно се води борба против човештвото. Значи, ги заплашуваат да мора да се вакцинираат. Замисли сега, во некогашната родна држава на Хитлер, било воведено обавезна вакцинација. И што ќе биде со тие што не се вакцинирани? Значи, видите што е сега, фактички се води геноцидна воња против човештвото. Значи, како може некого да го условуваш, што ќе прават? Ќе ги тепаат тие? Јавното здравје не може да биде изговор за уништување на луѓето што пропагира, да речеме, Сорос, да не сите тие што не се вакцинирани, треба да ги убиеме фактички, не директно, ама индиректно со изолација. Лично тоа јас ги имам прочитано, ќе направиме болен од корона, од сида, од тие што ја знам, SARS. Тоа е вештачки вирус. Најдобриот нобеловец вирусолог Монтепре вика, тоа е комбинација меѓу сида и SARS. Времето истече, но сепак благодарам што заземавте активно учество во Црвена линија. Идеме со следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Одлично ве слушаме. Како сте?
Ало, госпоđo, јас слабо ве слушам, се надевам дека оди. Ние одлично, Вие повелете. Видите овака. Ја би дал една споредба. Замислите вие да мене ме поканите во студио Телма и да ми кажете понесете PCR тест, понесете ова, понесете дека сте вакцинирани и дека имате негативен тест за последните 48 сата. Јас доаѓам со сите тие документи и некој пред врата, министер, ми кажува, кој нема врска со Телма, ми кажува дека не можам да влезам. Разбирате? Ето таа споредба ви ја дал. Иначе, второ, се работи за многу престижен спорт. На нив им боде очи што некој од Балканот е број 1, разбирате, и они сакаат да се најдобри, знаете. Едноставно не можете да бидете подобри од нив. Ја не знам воопшто како Џоковиќ успел да се пробие во тој свет и овде е јасно дека има многу политика. Сега вие можете да офарбате секое дрво со било каква боја, за да го представите во поинаква боја и да бидете релативно во право. Иначе се работи чисто за политика. Требаше да му кажат на човекот да не доаѓа пред да влезе у авион, а не кога влезе у авион. Ете толку е. Благодарам што учествувавте во Црвена линија. И тука Тео. За жал крајот дојде нашата емисија, но ве очекуваме утре секој работен ден Црвена линија од 16 часот и 40 минути. Да, и не само 16:40, туку утре е голем христијански ден за верниците од православна вероисповест. Тоа значи дека утре ќе зборуваме за богојавление во Одици, дали оваа година е со или повторно без публика. И дали треба фаќачот на крстот и оваа година да оди традиционално од врата до врата. Ве очекуваме утре, а сега Тео? А сега оставаме во сигурните раце на Готвиме со Маја. Чао, чао. Довидување.